Граѓанската опција за Македонија веќе 2 години предупредува дека во Македонија ќе биде инсталирана марионетска влада. Задачата на таквата влада е да ги урниса македонските национални интереси и да им заврши работа на соседите. Вчера председателот на квислишката влада, господинот Зоран Заев, наместо да оди во Росоман, каде што производителите на праски ги фрлаат своите производи по улицата затоа што цената е само 3 денари, тој отиде во Софија и тоа да ги продава македонските национални интереси. Со еден потез ги помножи со нула и Киро Глигоров, и Борис Трајковски, и иконата на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски, и сите премиери, и се прогласи како најпаметен од сите, со што ги прифати барањата на соседна Бугарија. И по сето ова, нормално е бугарите да го фалат, затоа што таков како него тие бараат уште од 1944 година. Господине Заев, со прифаќањето на заедничката историја со Бугарија и заедничкото славење на празниците им ја потврдувате тезата на бугарите един народ, две држави. За каква заедничка историја зборувате? Заедно ли ги стрелавме 13 младинци во Ваташа? Заедно ли ги мачевме и потоа ги стрелавме 19 селани од селото Дабница при Лепско? Дали заедно ги убивме во Веле Страшо Пинџур и Мирче Ацев? Заедно ли ги фрливме од вториот спрат на полициската станица во Скопје Орце Николов, односно Цветан Димов? Заедно ли го убивме водачот на македонското револуционерно движење Кузма Јосифовски Питу, кој што е убиен на само 800 метри од ова место кај што ја држиме пресконференцијата? Дали знаете Васил Антевски Дрен, кој бил однесен во Софија и суден, кога судијата му се обратил на бугарски јазик, тој му вели: јас овој јазик не го разбирам, барам преведувач на мојот мајчин македонски јазик. Што му одговорил судијата? Таков јазик няма. Тогаш тој побарал да зборува на француски, бидејќи бил студент во Франција, и Васил Антевски Дрен е осуден на смрт со бесење. Сакаме да прашаме кој ги уби браќата Даневи и нивните соселани од селото Долани Штипско на 8-миот километар од Штип. Впрочем, заедно ли ги депортиравме 7144 еврејски души во Треблинка, од кој што не остана ниту еден, и денеска Холокаустот го гради владата на Република Македонија, затоа што не можеме да направиме денационализација, затоа што нема ниту еден преживеан од овие 7144 депортирани евреи. Ние можеме да зборуваме со бугарите за национално помирување, како што тоа го направија французите и германците. И затоа господинот премиер Бойко Борисов, секоја му чест, нека дојде и нека се поклони на споменикот на 13 ваташки младинци, а не пред гробот на цар Самуил. Или да можеме да го славиме само како заеднички верски празник, бидејќи и бугарите и ние славиме Свети Илија како верски празник, но никако како државен празник и никако како Илинденско востание. А впрочем, тие може да дојдат само како гости, како што може од било која друга држава да дојдат на тој ден. И прашуваме, што би славеле на Илинден заедничко? Дали ќе го славиме тоа што бугарите ги прелажа илинденците? Односно, нивното ветување, вие само кренете го востанието, ние ќе дојдеме со 100.000 штикови, така тие велеа, ќе дошле со 100.000 војници да ослободат Македонија и да помогнат во низиното национално ослободување. Заеднички ли ќе треба да ги славиме, да ја славиме ова бугарска измама со цел да се крене пред време македонското национално востание и да бидат физички ликвидирани најголемите македонски револуционери, за да можат потоа да се инсталираат пробугарски елементи. И на крајот сакаме да прашаме, од која историја ќе учат нашите ученици? Кој ќе ги пишува учебниците? Дали бугарските историчари, а нашите историчари ќе се ги прогласиме за фалсификатори, бидејќи цело време бугарската научна мисла тврди дека нашите историчари се фалсификатори. На крајот, господине Зоран Заев, ние сметаме дека со ова ја отворивте Пандорината кутија во и околу Република Македонија, а тоа значи и на Балканот.